Со 11 гласови од мнозинството, советниците го усвоија буџетот за наредната 2020 година, кој во вкупниот износ е димензиониран на рекордни 668 милиони денари. Советниците од опозицијата не гласаа за предложениот буџет, иако градоначалникот објаснуваше дека бил развоен и фантастичен во делот на средствата. Конкретно, советничката од редовите на ВМРО ДПМН Снежана Хаџипаунова соопшти дека советничката група нема да гласа за буџетот поради тоа што не се исполнети предизборните ветувања. Тоа што директно бевме повикани како советничка група, зошто не дадовме поддршка на програмите, нема да го гласаме нити буџет. Зошто? Затоа што сите развојни програми кои што беа понудени во програмата за живот на градоначалникот, ништо не е остварено. Одговорот е краток и јасен. Најголем проблем беше гасификацијата, токму за загадувањето со рок за исполнување 2018, професионален театар 2018, музеј на град Кочани 2019, парк Преображение Христово, Старички дом 2017 и да не ги читаме сите други. Токму заради ветенето, а не остваренето, ДПМН, ВМРО ДПМН нема да гласа. На тоа градоначалникот Никол Чулиев одговори дека жали за ваквиот став на опозицијата и дека било очигледно и условно двете страни не се разбираат меѓусебно. Навистина, како што реков кога станав на говорницата, очекував дека ќе ги споделиме сите заедно задоволството од она што го нудиме. Очигледно дека не се разбираме и повеќе пати од ова говорница исправено говорам за она што го работиме и за она што е наша надлежност и она што можеме да го направиме. Навистина сум горд на проектите кои ви ги представив и тие се од суштинско значање за решавање на проблемите на граѓаните и верувам дека граѓаните ќе ги препознаат овие проекти. И навистина жалам на крајот што вие не го препознавте и не сакате да даете поддршка, тоа е легитимно право. Инаку на денешната 34-та седница на Советот на општина Кочани, која е последна во 2019 година, советниците дискутираа и ги усвоија сите 15 точки на дневен ред, меѓу кои одлуката за покачување на минималната плата на вработените во комуналното јавно претпријатие Водовод, како и за зголемувањето на цената на метар кубен геотермална вода. Покрај тоа беа усвоени програмата за култура на општина Кочани за 2020, програмата за поддршка на образованието и годишниот план за вработување во основното училиште Малина Попиванова за 2020 година, како и другите точки. На крајот на седницата, градоначалникот Никол Чулиев во своето годишно обраќање пред советниците и медиумите ги истакна реализираните и започнатите проекти во годината што изминува. Во текот на денешниот ден и утре, телевизија Кочани ќе емитува интегрална снимка од седницата на Советот, во чии рамки е и годишното обраќање на градоначалникот.